Здраво на сите, јас сум Драги Стојковски и добродојдовте на Македонска ера трета е поканета од... Овој пат сме поканети од Лазо Наумов од Велес, македонски бранител од 2001 година и председател на новооснованото Сдружение на воени ветерани и воени инвалиди од 2001 година. Здраво Лазо и благодариме на поканата да бидеме ваши виртуелни гости. Здраво, здраво драги, здраво на сите. Па како прво Лазо, запознај ги нашите гледачи со кратки лични податоци за тебе. Па вака, јас сум Лазо Наумов од Велес. Припадник сум на безбедносните сили на Република Македонија кој што учествува во 2001 година. Во посебните единици на полицијата кои што беа активни во кризните жаришта и во кризните региони, што се одвиваше таа кобна 2001 година. И од 2001 година се здобив со повреда во таа кобна 2001 година, така да сега сум воен инвалид, се уште сум на работа, меѓутоа, се трудам некако да ги поминам тие тешки моменти кои што ми се случи во животот, бидејќи бев претходно и спортиста. Сега поради тие повреди не сум више во можност да го водам тој мој клуб, бидејќи бев и тренер за Wing Chun Kung Fu. А сега не можам да ги обавам тие спортски активности, меѓутоа не сум хендикепиран до толку да не можам, например, да одам да ги извршувам моите работни задачи како припадник на полицијата како службено лице во полицијата и уште малку сум до пензија, значи за 3,5 месеци одам во редовна пензија. Да. Запознај нешто околу вашата вклученост во самата војна. Каде бевте, каде војувавте? Па вака, значи во 2001 беше ден прочка, 24 февруар, кога го добивме, нели, така беше тоа време, у таа единица моравме сите да бидеме на штрекне. Ако не повикаат, одма требаше да бидеме подготвени, спремни, да во најкраток временски рок, значи се собереме и да одиме таму каде што е потребно. Значи ние не ни знаеме ни каде ќе одиме, ни што ќе одиме, така е, мислам, секаде во светот не кажуваат ништо. Се додека не ти кажат пред да се распоредиме, значи со задача, се разбира, на Министерството за внатрешни работи и беме поставени, значи, во 2001 претходно, каде што и започна војната, во Танушец и околината. Значи таму беме распоредени во Скопска Црна Гора. Подоцна веднаш кога почна престрелките во Тетово, беме таму префрлени. Зборувам за мојот вод, за посебните единици на полицијата, кај што бев ја учесник. И таму исто така беме, значи од самиот почеток, борба со терористичките групации на УЧК или ОНА или АНА, позната. И беме, значи, во престрелки со бидејќи они беа, како да кажам, го запоседна Тетовското кале. И тука имаше престрелки помеѓу нас и нив, додека не се изврши тој конечен удар врз нив во Тетовското кале, каде што беа совладани и они се повлекува према Кобилица, према Косово, и од тука очекувавме дека ќе прекинат, нели, бидејќи комунике прати председателот, починатиот Борис Трајковски, дека не би требало, нели, да продолжат. Бидејќи нема поддршка доволно од домородното население, од Македонија, зборувам од Тетово, тие се служеа со некои нивни методи или да дадат пари семејството на албанците, околу 15.000 марки, разборуваме дека им барале, или па да дадат син да биде во нивната групација. Значи насила ги мобилизирале, но не успеа за среќа. И најповеќе беа платеници од други земји кои што учествуваа во
во учек, да речеме, во тој нивни, како да кажем, Терористички состав. терористички структури кои што ете така, значи добија поддршка од некои платеници и тоа беше тоа, значи ние војувавме со не знаеме со кого војуваме фактички бидејќи они даваа нивни прогласи, меѓутоа ние како тогашни припадници на Министерството за внатрешни работи и припадници на безбедносните сили, се уште очекувавме дека ќе се вразумат и дека ќе нема, дека ќе се престанете така, дека биле само шиканирани и дека ќе прекинат. Меѓутоа се прелеа после тоа во Кумановскиот регион, Кумановско-Липковскиот регион, каде што и таму јас учествував исто со мојата единица, значи одевме од место на место, бидејќи таква ни беше единицата која што не знаеше да биде вкопана во едно место, значи да се разбереме, тука немаше рововски битки, него они беа така подготвени, да речеме, напаѓа и се повлекуваа, значи не беа во некои ровови или класична војна, да речеме, како што удри бега. Да. Така работеа и беа во селата, би реков, значи во селата беа стационирани, а луѓето не им даваа поддршка. Значи јас тоа го тврдам, значи населението или беше пола, тие што успеа да се повлечат од селата, се повлекуваа, а тие што не успеа ги користеа овие терористите како жив штит. Значи да не можеме ние да ги елиминираме нив и имавме и команда, ние не смеевме да пукаме ако не видиме, значи, цел. Ако не видиме, значи, цел во униформа, ние не смееме да испукаме ни да куршум ако не видиме, значи, терориста. А они можеа нас да не гаѓаат во секое време и не беше баш вкусно за нас, ние да видиме како цел, а они едноставно убаво кажате, пукај бегај и кој ќе виде, ако ќе беа Аугусто, се пресоблекуваа во цивили и излегуваа заедно со цивилите во кордон со нив, се предаваа, меѓутоа дали се вршеше, како да кажам, контрола над сите тие луѓе, не верувам дека можеше да се направи контрола, бидејќи така беше времето, да се направат барутни честички, парафинска ракавица, дали пукал, дали не пукал, така да успеа да се пролечат некои од нив, а доста од нив и загинаа. Да. Меѓутоа, од наша страна исто така можам да кажам дека беше обратен случај, беше конфликт, не беше прогласена војна состава и мораме ние како полицајци да учествуваме во акции кои што за нас не беа во тоа време сватливи. Например, еве јас служев во војска во ЈНА, имав некои познавање како такво, меѓутоа има колеги кои што учеа за полицајци, среднисти, кои што нема таква обука како што имав јас во ЈНА, едноставно не беа подготвени да војуваат. Меѓутоа ниту еден не се откажа, да се разбереме, значи без разлика тие тогаш беме 30 години, имаш од мене помлади по 25-6 години, кои што беа млади и едноставно ние се грижеме за нив како за помали браќа од нас и бидејќи не знаеа да ракуваат добро со овие што се конвенционални оружја, така да ги чувавме и мислиме повеќе за нив него ли за нас, едноставно така можам да речем. Колку успевавме во тоа. Таа војна, или таква војна воопшто е најтешка војна за војување против тероризам. Да. Најголемата војна сила, светскиот полицаец Америка, и ден денеска после 20 години се уште војува против истите терористи, кои ги помага за тоа друга работа, меѓутоа факт е дека уште не може да извојуваат победата против тероризма, на камоли на мала Македонија пак сепак успеа да се справи со нив. Во војната за сочувување на територијалната целовитост на Република Македонија си го дававте здравието, а некој животот. Што по војната? Како државата ви се одолжи на вас бранителите? Па како еве сега ќе ви кажам, значи на кратки црти да не бидеме долги, еве само ќе ви кажам дека имаше 76 загинати припадници на безбедносните сили и околу 400 и нешто, са не ме земите за збор, значи точно бројка не знам,
Меѓутоа над 450 беа повредени, ранети, кои што се здобија со телесен инвалидитет, кои што до ден денеска си го носат. Еве јас сум меѓу нив. Значи јас сум воен инвалид од војната, повреден сум во Ваксинце на 25 мај 2001. Значи почнем од 24 февруар до 25 мај. Јас бев на сите фронтови, значи не само Тетово, пак Куманово, пак не вратија во Тетово, значи имавме акции таму повторно. Значи горе во Лисец спасувавме колеги кои што беа кукавички нападнати во Лисец, во заседа. Па бевме и таму во таа акција, па пак повторно не вратија во Кумановскиот регион, значи одевме, ви кажав, значи ние не сме биле стационирани на едно место, него одевме на сите фронтови. Каде што се пукаше, ние бевме таму. И можам да ви кажам дека од нашиот вод во Ваксинце доживеавме на таква. Јас ги слушав, имам дедо партизан кој што учествуваше во Сремскиот фронт и буквално тоа го доживеавме и ние на ниво од 500 до 700 метри, трчаме 5 пати, ќе го освоиме просторот, па пак ќе не вратат назад. Значи ќе го освоиме просторот, команда враќа се назад. На дошот Куршум, на дошот снайперски лога. Така да, може да ви кажам дека имаше некои нелогични одлуки, меѓутоа ви реков, значи не сме се повлекле никогаш, нити сме се плашеле. Имаме висок морал. Можам да кажам дека од мојот вод, ете Господ не чувал, само во таа акција во Ваксинце беше командирот ранет во нога. И кога го излекувавме, значи беа толку груби, значи видел дека е ранет, не знаат, гледаат, нели? Излегува со РПГ, го гаѓа БТР-от, кој што дојде да помогне или да го згрижиме, да го внесеме, бидејќи беше погоден во колено. Тоа беше стравот на гледка и излегува од нивна страна, пукаа со РПГ, со минофрлачи и кој им возвратија со снайперски оган нашите и ние кога припукавме, значи, се повлекува. Сакам да кажам дека нема жал нити за ранет, нити за никого. Значи тоа беа стварно обучени терористи кои што учествувале претходно и во другиве делови кои што ги спомнате, кои што Америка не може се справи. Имаше муџахедини. Во таа војна учествуваа и добро обучени платеници. Така да можам да кажам дека сепак имавме среќа да да преживееме. Да. Тоа дека имаат последици, имаат. Сега ќе ви кажам, како воен инвалид, добивме во 2002 за среќа наша, Борис Трајковски даде еден предлог закон, кој што Стојан Андов беше потписник, тој беше спикер на парламентот, и тој закон го добивме само за загинатите припадници на безбедносните сили и за повредените или ранетите припадници на безбедносни сили, кој што до денеска трае, благодарение, реков, на Борис Трајковски. Тој закон е во сила и ние добиваме некаде процентуално од 20% или оштетеност на организмот, па до 100%. Јас сум со 60% оштетен во таа повреда и можам да кажам дека освен ние како воени инвалиди, значи и за починатите бранители, за останатите ветерани кои што имаа среќа да не бидат повредени, нема баш буквално ништо. Никаков закон. Пробаа, значи, преку тогашното Сдружение на достоинство на Стојан Шангелов, каде што бев и јас исто од самиот почеток, значи негов председател на огранокот во општина Велес. Го поддржавме, беше бројка негде околу 5000, па и одеше нагоре. Драстично, беше, значи, феноменално прифатен, со идејата за да добиеме сите. Значи, имаше предлог закон, кој што требаше во парламентот да се изгласа и за да се добијат права, значи, за останатите припадници на безбедносните сили. Тоест, значи, да се даде некоја борачка пензија или статус на борец. Меѓутоа, ние до денеска тоа го немаме и тоа ни даде поттик, бидејќи после тоа, нали, Кософоно и како партија достоинство,
не доби поддршка Стојан Шенгелов од страна на претседателите за да формира партија, бидејќи знаеме дека ние не сме моќни и дека не можеме тоа да го оставиме како што го оствари овие од другата страна. Тие направи партија, меѓутоа знаеме кој стои зад нив и ете, денеска дојде ред тие што не гаѓаат, што не пукаат да бидат во парламентот, да бидат на министерски места, на министерски позиции, а нашите команданти или припадници без разлика, значи без дали се команданти или генерали или обични војници или полицајци, не добивме ништо. Значи не добија колегите кои што учествуваа во конфликтот никакви привилегии и поради тоа се осеќаме, значи, како дискриминирани и во својата сопствена држава да не можеме да добиеме трајно решение на социјалните и другите права кои што ги има во нашите соседни земји како Словенија, како Хрватска, кои што го решија на многу убав начин со закон. Меѓутоа еве кај нас тој закон пробаше достоинство тоа да го направи, меѓутоа знаете што се случи. Спикерот тогаш, сегашниот спикер, тогашен пратеник Талат Джафери, читаше книга, ако се сеќавате. Да. И не успеа да помине во собрание и не знам зашто е така. Нашите партии македонски не успеа да најдат начин да го пребродат сето тоа, бидејќи не се бара бадентер, се бара просто мнозинство од 61 пратеник и за да се усвои тој предлог закон. Да. Меѓутоа заради коалицирањето со таа партија, ете, не сакаа да се каква помош очекувате вие од државата и што се ви е потребно како бранители? Па еве, значи прво реков се соочуваме со луѓе кои што поготово од професионалните војници кои што беа ангажирани таму во 2001. Нивниот статус не е решен околу вработувањето. Значи тие луѓе беа после 38-та година пуштени сами на себе, значи немаат екзистенција, немаат вработување. Знаете колку е тешко во Македонија да се најде работа и се снаоѓа кој како може со земјоделие, со ако е способен да работи, ќе работи, ако не е способен, ако живее во град, каде би работел, например. Се беше под стечај, фирмите не работеа, значи тотален хаос. Сакам да кажам дека социјалниот статус не им се реши на се извинувам. Друго, баравме борачка пензија или статус на борец, како што го имаат борците од НОП. Да добиеме и ние статус таков, бидејќи нели има здружение на продолжувачи на НОП, кој што јас го ценам, го почитувам, меѓутоа пак ќе дојде до една интересна појава каде што луѓе кои што не учествувале никаде, тие се да речеме синови на партизани или внуци на партизани, а и мојот дедо беше партизан, да кажам, значи 41. И сега доаѓа до ситуација да ние бранителите кои што ја бранеме оваа држава, немаме ни канцеларии, немаме ни основни услови за да ги извршуваме нашите активности, како здружение на граѓани, бидејќи сме невладени, непартиски и непрофитабилна организација. Значи се снаоѓаме како знаеме и умееме. И статусот на борец сакаме да донесеме нов предлог закон. Значи оној што не успеа во 2008 кога го поднесе Стојан, че сакаме ние сега после толку години да направиме еден нов, бидејќи има потреба од таков закон. Осеќаме дека за овие 20 години ние немаме никакви права добиено и сметам дека ќе се исправи на грешка, која што, ете, дали намерно или ненамерно, ние на влада досега не го реши тој проблем. А сакаат, верувате ми, сакаат. Значи и едните и другите сакаат, меѓутоа проблемот е секој штука дуи, кој што не сака. Тие сакаат да се изjednačат со нас, да имаат исти права. А ние не се сложуваме со тоа. Бидејќи ние никога не напаѓаме, ние се бранеме, затоа се викаме бранители. А тие беа прогласени од Обединетите нации за терористи. Тоа е терористичка групација.
која што до ден денеска е пишана во Обединетите нации дека се терористи и терористичка организација. Меѓутоа, со рамковниот договор, значи тие се рехабилитирани, никој не е бранен или не пречи да они бидат рехабилитирани, социализирани, да се вратат во општеството. Зборуваме за државјаните од Република Македонија кои што учествуваа во УЧК. Меѓутоа, ние како припадници на безбедносните сили бараме статус на борци. Борци од 2001 или продолжувачи на НОБ, така би изгледало по моje размислување, значи, а и тоа го разговараме со моите председатели кои што се поделени на региони и бараме, значи, едноставно да се реши секој припадник на безбедносните сили кој што учествувал минимум 30 дена во кризните жаришта, значи кај што се одвојувале воени действија во тие региони, само за тие зборуваме да добијат статус на борци. Значи да не биде еден терет на државата огромен, бидејќи ние знаеме дека немаме можност за сите да ги опфатиме тука. Зборувам за луѓе кои што учествуваат таму, меѓутоа беа во вториот или третиот круг, како да кажем, од действието. Значи немале директни борбени действија. И значи тука се работи за една бројка која што не е многу. Не зборувам бројки, не сакам да ги зборувам бројки сега, бидејќи нема да ме сватите погрешно, не можам бројки да кажам. Но меѓутоа, значи добро е размислено дека над 30 дена што учествувале да добијат статус на борец и тие да бидат со боречки пензии кои што ќе ги добиваат доживот. Значи освен ако успеат да добијат пензија како јас, например, за кратко време ќе бидам пензионер, да добијам освен таа пензија да добијам и на борачка пензија која што ќе одреди, нели, ќе го одреди парламентот на државата и ние ќе бараме, нели, ако успееме иницијатива да дадеме, нели, ќе бараме, да речеме, сега не можам да карикирам колку ќе побараме, меѓутоа да бидеме скромни. Едноставно за да можеме да си купиме лековите, да можеме да добиеме некој бенефит, да бараме здравето, да осочуваме онолку колку што ни е преостанато, колку што ни останало. Да. Бидејќи позвојниот синдром, знаете за виетнамскиот синдром, се јавува отпосле од војната после 7 години. И верувајте дека наидувам, нели, на членови кои што се мои, веќе 3000 души имам членови кои што за рокот 27 имаме оснивачко собрание, 27 март оваа година, еве до ден денеска имаме 3000 барања за пристапување во нашето здружение на писмен. Значи тоа е одлика дека луѓето гледаат на секој начин да докажат дека се обесправени, дека се едноставно заборавени од државата и заради тоа се здружуваме на демократски начин, значи како што доликува на припадници на МВР и на АРАМА, ветерани, зборуваме. Значи тука зборуваме за ветерани кои што ако ние сега, да речеме како држава, мислам ние како ветерани и државата ако не излезе во пресед, како на пример во иднина нашите синови и ќерки ќе застанат на браникот на оваа држава ако ние не добиеме ништо, како би добили они, на пример, некој морал, како ние што имаме морал, како би го имале они тој морал кога ако видат чекаме на татко би не му дадоа ништо, само здравето го изгуби. Што би добил ја? Да. Незадоволни со состојбата во која се наоѓаат бранителите од 2001 година, заедно со ваши соборци основавте, нели, Сдруженијето на воени ветерани и воени инвалиди 2001 година. Запознате нешто околу Сдруженијето и целите на истото? Па вака, значи, нешто ви кажа, значи, околу социјалните и други права кои што се, значи, ви кажав, значи да не се повторувам, добивање на таа борачка пензија, целосно ослободување од примарното здравство не само за војните инвалиди, него и за оние што не се повредени. Тоа не би било терет, бидејќи крводарителите со 10 пати давање на крв се ослободени доживотно во примарното здравство, така да
тука не гледаме некој проблем да има. Меѓутоа, еве, не идуваме на проблем, не сме внесени во компјутерскиот систем во здравство. Значи, пишу инвалиди, тоа е напред. Ние сме воени инвалиди. Значи, ние не сме се повредили во кревет или на степеници, сме се повредили бранејќи државата. И тоа е за нас, например, може само со еден најобичен програмер да го реша проблемот од Министерството за труд и социјала и за здравство, значи да не внесат во компјутерскиот систем како борци од 2001. Значи, не гледам никакви причини за тоа да не го направат. Второ, да можеме ние воените инвалиди да добиеме ваучери од страна на приватните компании како што е Алкалоид, Реплек, македонските или компании што се за лекови. Јас ќе ви кажам дека месечно давам околу 100 евра за да можам да функционирам, бидејќи имам повредени околу 4 или 5 нерва ми се повредени во работниот стол. И јас ако не ги примам тие лекови, едноставно не функционирам. Зошто да имам боледување, кога можам, например, да ги спречам тие одиме, например, во 5 години ни даваат 2 пати да одиме на бањско лекување. Сега може да замислите како ни нас, млади луѓе, кога ќе отидете со возрастни луѓе таму, заедно да ги обувате тие рехабилитации со дедовци и баби од 70-80 години, не изгледа убаво, ја ќе ви кажам. Да. Меѓутоа, заради здравјето мораме. Почнам и од тоа да се откажуваме, бидејќи нема ефекти од тоа, тогаш за тогаш, значи помага, ама немаме ефекти. И одиме кон купување на некои скапи лекови, ја ќе ви кажам, например, само за црниот дроб, за што купувам ливеркерот на Health, тоа е англиска компанија, и содржи силимарин, кој што е многу подобар од овие наши што ги прават одека, и ако не ми е тој, значи мене при една моја проверка на црниот дроб се установи на ALT-то и AST-то да биде покачано за 10 пати од нормално. Значи јас успеав со тие лекови се скапи да го доведам во нормала црниот дроб, за да можам понатаму, значи, да ги користам тие кетонали или тие лекови кои што се штетни за желудникот и за организмот. Само кажам за себе. Ако ви кажам дека има други воени инвалиди, без нози, без раци, без тоа е страшно. Значи, сами се организиравме. Поентата ми беше, значи, да може во приватните компании да ни одобрат на воените инвалиди. Збором не сме многу, ви кажа, бројка околу 400 сме до 500, да ни дадат ни ваучери кај што ќе можеме, не бараме да не ослободат скроз, значи да има некоја процентуална ослободеност од тие скапи лекови. Например, да речеме 50% нека не ослободат од плаќањето со тие ваучери, би ни помогле многу нас на воените инвалиди. Тоа значи може да го реши Алкалоид без никаков проблем. Значи може и 100% да не го решите проблем, не 50%. Меѓутоа тоа е до волјата и ќе разговараме, значи ќе дадеме еден меморандум, ќе пишеме до ценетиот директор на Алкалоид, кој што е голем хуманист и верувам дека ќе ни излезе во пресред за тоа, но да видиме, нели? Тоа е само едно наше размислување. Друго, ќе се бориме за доделување на ордени на плакети од страна на председателот, за за родовите кои што беа директно во кризните жаришта, не се доделени се така етапно и тоа на неколку родови, а тоа е сепак процес кој што треба да продолжи. Значи, го охрабруваме председателот Пендаровски да продолжи, значи, со доделување на тие ордени и плакети кои што значат многу за секој припадник на безбедносните сили и прав. Да. Па ви пожелувам успех во вашите заложби да обезбедите достојна права на бранителите од војната во 2001 година и на крајот Лазо благодариме на поканата и разговорот и се најдобро. Ви благодарам и вас. Јас мислам дека ќе не слушнат, имам и сестра јас во Канада, ќе не слушнат дека имаме тука во Македонија едно здружение кое што е честно, се состои од борци кои што се бореа за оваа држава, за овој народ
продолжувачи сме, но ние така со сеќаваме, значи ги чествуваме и линденците, и партизаните, и ние како бранители или борци од 2001, јас секојаш милувам да го кажам тој збор борци или припадници на безбедноста сили, малку долго има, а ние сакаме да го добиме статусот на борци од 2001, бидејќи не беме малку. Не беше тоа како што мислат луѓето еден конфликт, него тоа беше стварно, не сакам да ви долувам од пекол доживеавме. Да. Меѓутоа, ете, издржавме и се уште се трудиме да го заборавиме тоа, но не се заборава, верувате ми, лесно. Оти се двоеме од фамилијата, јас тогаш имам 2 малолетни деца, сега се големи. Се уште има трауми и они и јас, и сопругата моја, и моите родители. Така да, знаете дека нашите барања се не бараме преку леп погача, значи бараме оноа што ни следи и бараме едно благодарам од државата, значи ништо повеќе, едно благодарам да ни кажат. Да. И да се исправат оние грешки кои што, ете, не само на војните инвалиди, него да дадат на сите луѓе кои што учествуваа во војната, би биле благодарни, толку имам да кажам. А сега да видиме, ќе се бориме. И ќе ви излестаме од психолошка гледна точка, овие трауми велат психолозите дека до 7 колена, 7 генерации се пренесуваат. Дали тоа ќе зборуваме за Холокостот на евреите, дали еве сега секој ден откриваат гробови на домородците во Канада, каде биле малтретирани, деца изумрено, кој знае што, на кој начин дошло до тоа. Така да тие трауми се пренесуваат со генерации или нашите македонци од Егесио дел, децата бегалци, тоа се пренесува од колено на колено. Така да на крај пак се најдобро и се надевам дека ќе успеете во вашите барања. И благодарам, драги, благодарам на сите кои што ќе не гледаат и се надевам дека ќе знаат дека во Македонија постои едно здружение кој што е честно реков пак, кој што се состои од борци од 2001, не бараме нешто, Бог знае што, бараме само на благодарам да ни речат, да ни кажат едни благодарници, едни ордени да се дадат, да се сетат дека тие луѓе, ако не беа, немаше денеска, значи да има оваа слобода, ќе немаше вака да биде како што исплана и се надевам, значи, дека ќе излезат во пресед било кој од државни институции, дали тоа ќе биде оваа влада или било кој, значи јас се реков, ние сме ќе побараме, ќе подадеме рака со секој. Верувам дека ќе има слух. Верувам дека ќе ни излезат во пресред, бидејќи не сме со мегаломански барања, бараме оноа што следи како и во секоја држава. Значи словенскиот модел е многу добар. Тоа ќе зборуваме во наредна некоја прилика, ќе ви кажам, јас сум добро запознат со нивниот закон, меѓутоа поради времето не сакам да бидам долг во објаснувањето. Значи тоа може многу лесно да се реши и е остварливо. Само треба да се има волја и од двете најголеми политички партии кои што се моментално во држава, меѓутоа ние рекоме ќе соработуваме и ќе даваме иницијатива со сите политички партии. Дали се тоа помали или поголеми политички партии, ние сме деполитизирани и секој што ќе не разбере, ние му пружеме рака и ќе видиме, значи нашето членство ќе видиме каде ќе се определи. Значи кој што ќе ни овозможи некој од барањата, ние ќе видиме. Тоа е нормално. Да, тоа е Пак нормално. ви благодариме и се најдобро. Поздрав, се најдобро. Пријатно.